Кадровски и технички јавните институции и општините се уште не се доволно подготвени за примена на новиот закон за употреба на јазиците, сметаат дел од добрите познавачи на состојбите. Недостасуваат преведувачи, лектори, лингвисти. Со законот покрај македонскиот службен јазик сега во сите органи на државната власт е јазикот кој што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните, во случајот албанскиот. Граѓаните албанци усно и писмено ќе може да се обраќаат на својот мајчин јазик, но и одговорот да го добиваат на истиот. Тешко е може да се каже дека се во доволна мера подготвени, иако и досега имаше закон за службена употреба на јазикот кој го зборуваат 20% од граѓаните, како и за полно други закони, не треба да се очекува дека ќе има кој знае колка висок степен на примена. Све зависи од политичка волја во сето тоа. Со законот се предвидува двојазична комуникација и во органите на локалната самоуправа, но проблеми би можеле да се јават во оние општини каде што граѓаните албанци не се застапени со најмалку 20%. Настанува проблемот кога некој од друга општина кој што е во тие 20%, кој што би поднесел барање на својот јазик, затоа што и тој е службен јазик, како би одговорила општината. Подрачните единици на министерството, кој што тие мора за нив е задолжително употребата на преведувањето, примањето на поднесоци и употребата на тој јазик. Некои од државните институции веќе ги прават неопходните подготовки. Како што ќе следуваат работите и согласно тежината и обемот на работата, секако ќе бидеме во контакт со ресорното министерство, ако имаме потреба, ќе побараме и дополнителен персонал за одредени работи. Од владата вела дека тие министерствата и останатите институции се во фаза на подготовка за примена на законот. Роковите за имплементација били утврдени во самиот текст и тие се 6 месеци по неговата објава во службен весник. Во тек е формирање на двете институции кои што произлегуваат од законот, односно Агенцијата за примена на јазикот, што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на Република Северна Македонија и Инспекторатот за употреба на јазиците. Од седницата на единици на локална самоуправа ЗЕЛ вела дека засега не било разговарано на нивните тела и органи по однос на примената на овој закон. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.